Интересно, првите 3-4 минути минуваат со мала иницијатива на фудбалерите на Охрид. Предпоставам Работничкова не го очекуваше, но пресече сега со стомакот интересно капитенот Санде Маневски една топка. Нема офсайд, Маневски убаво со пета таму 1:0. 1:0 победува Работнички со голот на Благоја Тодоровски уште во четвртата минута. Многу рано Работнички од резултатот. Богдановиќ назад до Столе Димитриевски. Сега каква грешка Димитриевски, овде мора да има 1:1. Да, 1:1, неверојатно што направи Столе Димитриевски, каков кекс на голман на Работнички, тоа казнуваат Охридјани. Голема радост за гостите, изравнуваат на 1:1 по 23 минути игра, точно на половина од првото полувреме со голот на Александар Далчевски. Иницијатива на Охридјани. Добра комбинација, одлична акција, да видиме. Добар удар меѓутоа во нозете на Брдаревски, останува 1:1 до Тодоровски. Тодоровски одлично се обидел проигра Савич, меѓутоа пресечена е акцијата. Радонич со број 10 таму се обиде нешто да направи, загуби топката, уште една добра шанса за Работнички. Единствениот гол за Работнички, ја губи топката, подошно одлично му одзема Ѓоревски. Сега одлична дијагонала таму, дали ќе успее да прифати гостинскиот напаѓач. Голема шанса за Охрид, да видиме, и 2:1. Со голот на Димовски во 20-та минута Охрид успеа да поведе со 2:1, реков премалку. На повидок е големо изненадување, целост резултатски пресврт. Одлична топка сега кон Дарко Велковски, добра повратна топка, голема шанса за Филип Петковски, блокира неговиот удар, се уште трае опасноста, повратна топка сега на Крсте Велковски, добар удар меѓутоа и непрецизен и невнимателен, дали ќе може да го искористи тоа Работнички. И натаму многу плашливо играат, препазливо фудбалерите на Работнички и го доживуваат заслужениот пораз во 10-тото коло од првата македонска фудбалска лига. Охрид слави на националната арена Филип Тори во Скопје, голема радост на гостинските фудбалери на стружниот штаб на Охрид, кој е десеткуван, 20 на охридски навијачи слават. Честитам моим играчима на борбеност и атрактивно игри. Прво полувреме сме играли феноменално, требали сме да решиме у првом полувреме веќе утакмицу. Примили smo prvi gol iz neke sumnjive po meni situacije, mada svi da igrači da kažu da je opset bio, ali mislim da smo zasluženo pobedili. Čestitke još jednom mojim fudbalerima na izgaranosti i želim da apelujem na grad Ohrid da stane iza ovih igrača i da se malo više potrude da im izađu u susret.